Почитувани граѓани, тешката трагедија во Кочани, што потресе целата република и во која трагично го загубија животот 59 млади луѓе, а на 200 беа повредени, ги разоткри пропустите во институциите, но и колапсот на безбедносниот систем. Затоа е потребно одговорност, особено од врвот на МВР и БЈБ. Без селективност и без обид за обиколување на оние кои што имаат најголема одговорност. Нешто не е во ред со безбедноста во нашата држава, а за тоа се молчи. Мора да има законска, но и морална одговорност. После катастрофална трагедија во Кочани, продолжија серија на безбедносни инциденти. И тоа, пукање со огнено оружје, убиства, сообраќајки, прегазени луѓе на улиците. Тоа е нашето секојдневие. Пред само неколку дена, вработена во Прилепскиот центар за социјални работи, беше ранета откако во неа беше пукано со огнено оружје. Исто така се пукаше и во село Моране, каде што беше повредено едно лице. Дополнително, над 20 сообраќајки со повредени и прегазени се случија по улиците во нашите градови. Во Скопје беа прегазени жена и дете. Сообраќајни несреќи со повредени имаше и во Битола, каде исто така беше прегазена жена. А во Кавадарци беа повредени 4 лица, но и во Штип, Тетово, Гостивар, Македонска Каменица и Скопје. Безбедноста на граѓаните не е на највисоко ниво. Безбедносниот систем целосно потврли превенцијата која што е директна надлежност на МВР и Панче Тошковски ја нема. Има само последици тешки и недозволиви. Затоа СДСМ бара оставка и одговорност од раководството на МВР на чело со Панче Тошковски. Граѓаните мора да се чувствуваат сигурни на улиците, децата мора да растат во безбедна средина, а институциите мора да бидат во служба на народот. Благодарам.